амбасадорка на Соединените Американски држави во Скопје, господјо Кейт Бернс. Мислам дека уште на почетокот можете да го почувствувате нашето длабоко почитување за се што досега сте помогнале на Македонија и на македонскиот народ како проверен стратешки партнер, каков досега сме немале во поновата историја на Македонија. Би можеле да одиме и во поединости, но мораме да сме скромни и во благодарноста, затоа што можно е овој наш настап да се доживее со медиумска интерпретација која ќе ја дефокусира нашата цел преку негативно спинување, а тоа сакаме на секој начин да го превенираме. Почитувана амбасадорке Кейт Бернс, вие што светите од возвишението на ридот на славната река Вардар како вечна светлина на демократијата, исто како што свети статуата на слободата пред влезот во Њујорк и стоите на највисокиот браник на светската демократија, сметаме дека е апсолутно наша обврска да ви обрнеме внимание дека овде, сега, пред вашиот образ се одвива еден уникатен, еклатантен, срамен, антидемократски чин, кој не само што се одвива, туку формално правно ја понижува светската идеја за демократија, заменувајќи ја за пазар меѓу две партии на власт. А станува збор за документ од највисока стратешка важност, документ кој како македонци го чекаме повеќе од 25 години. Реален попис во Македонија реално не е направен од 1993 година. Сите го очекуваме и сите ја пратиме целата операција и методологија. И кога со такви очекувања ќе ја видите процедурата, останувате шокирани од криминалниот документ кој во своите завршни одредби соопштува дека пописот ќе биде валиден само ако двајца послушници од партиите на власт, ДУИ и СДСМ, се усогласат околу бројките. Згора на тоа и председателот на државата ги смирува представниците на ДУИ дека да не се секираат и дека сигурно ќе бидат 28%. Комедија. Почитувана амбасадорке Бернс, ова е само врвот на ледениот брег за комедијата именувана попис и не сакаме да ве замараме со многу поединости за кои не можеа да не сте информирани од нашите досегашни пресуди. Ова денешно обраќање го сметаме за наша демократска света обврска и должност да ви упатиме вам како демократски лидер и гардијан. Ве поздравуваме со заедничкиот слоган со кој ја извојувавме Втората светска војна. Смрт на фашизмот, слобода на народот. Господјо Бернс, ми се случува понекогаш грешна мисла дека вие немате особени симпатии спрема гордиот македонски народ. Но тогаш веднаш правам вежби, длабоко дишувам, легнувам помешечки и брзо ми поминува. Сепак, Македонија е невозможна земја и вакви невозможни работи сосем се